закъснях за това. Почитувани гости, почитувани наставници, драги родители, добра вечер. И оваа година со гордост го чествуваме патронот на нашето училиште, Свети Климент Охридски, најзначајниот словенски културен деец, ученик на светите браќа Кирил и Методи, првиот словенски епископ. Но која уста може да ја искаже сладоста на учењето негово? Кој ли јазик ќе може да ги искаже неговите подвизи, трудови и добротата на неговиот живот? Неговиот јазик излеа живоносни зборови. Неговите пречесни усни расцутија со премудрост како со најличен цуд. Неговите прсти создадоа духовни органи, словенските книги, и ги украсија со златозарни букви. Од неговата уста течеа живи зборови, напојувајќи ја нашата исушена суботја, а со боготкаен венец го овенча словенскиот народ. Неговата просветителска дејност ја продолжиле неговите ученици, кои го ширеле посеаното семе на македонската територија, среде македонскиот народ, се до ден денешен. Личноста на Свети Климент е како град на врвна планина, кој далеку се гледа од многу страни и стои вечно како кула светилник со вечна светлина, за да им го покажува патот на луѓето кон вистината, кон учењето и се што е добро. И затоа денес родителите и учителите ќе се учат од него. Со каква внимателност и љубов да приоѓаат кон помладите, а децата и учениците со каква приврзаност и благодарност да се однесуваат кон постарите. Почитувајќи ги овие етички вредности, нашето училиште низ времето со доблест го носи неговото име, Свети Климент Охридски. Го замолувам директорот на нашето училиште, господинот Димитровски Горан да земе збор. По
Повелете, почитуван директор. Почитуван градоначалник, господин Горан Трајковски, почитувани гости, драги колеги, родители и ученици, ви посакувам добра вечер и добре дојде на Свечената академија во чест на празникот, посветен на патронот на нашето училиште Свети Климент Охридски. Училиштето Свети Климент Охридски од своето постоење до денес работи сериозно, со голем елан и посветеност. Создаваме генерации кои смело чекорат кон иднината и постигнуваат резултати, а ние како наставници сме горди на нивните успеси. Секоја година по повод патрониот празник на училиштето ги сумираме резултатите од нашата работа. Па и оваа година можеме да кажеме дека нашите ученици постигнаа одлични резултати на општинско, регионално и државно ниво. Во минатата учебна година, нашето училиште успешно ги реализираше сите проекти предложени од страна на Министерството за образование и наука. Нашето училиште учествува во сите проекти и настани организирани од страна на општина Делчево. Во соработка со општината, во рамките на нашето училиште, од почетокот на оваа учебна година беа ангажирани образовни асистенти за учениците со потешкоти во учењето. Учениците активно учествуваат во сите спортски настани, организирани од страна на Федерацијата на училишен спорт и на истите остваруваат одлични резултати. Во училиштето наставниците постојано професионално се усовршуваат за да можат да ги следат промените во наставните програми и во научните достигнувања за да одржуваат квалитетна настава, која е приспособена за потребите на сите ученици, вклучувајќи ги учениците со попреченост и талентираните и надарените ученици. Планираме во иднина уште повеќе да се афирмираме и да го афирмираме самото училиште на сите полиња, учествувајќи во сите проекти на Министерството за образование и наука, Биро за развој на образованието, Општина Делчево, невладини организации и други институции. Почитувани гости, ве поканувам заедно да ја проследиме програмата која ја подготвија нашите ученици и наставници и се надевам дека ќе поминеме пријатни моменти. Ви благодарам.
zabava da ne pozdravi. Svadba događaja pravi me, od neja pesma da naračamo život mi. Samo zborom
фрчата уште еднаш Параскево. Еве, Теодосе, сакав. Гледај побргу, да стаса ручекот, поладот да го донесете, оти ако биде доцна, сонцето ќе го испече зелникот, кремен ќе го стори. Арно, Теодосе, туку сакав нешто. Знам што, ама не икем да знам. Ти се молам, Теодосе, девојката Мана си нема, туку единаточите не ти гледаат. Нема една мана, толку 300, прво и прво, името Стојанка, селско име, најдиде в календар, име Стојанка. Името од кумот се гледа умот. После тргна. Малку е смургава, ама многу е лична, а белило на лице не клава. А и каква може да биде девојка од таква куќа? Татко е самарџија, со него ли да се засватам? Поарно самар на грбот да си ставам, таа да ми влезе во куќа, каков ред, каква чистотија ќе биде, не вркај ме повеќе, работа ме чека, не е ред. Теодосе, Ми збор повеќе за тоа. друго ништо, дојде Арсовица. Немам јас никаква работа со Арсовица. За лозјето. За лозјето, тоа не е женска работа. Колку пати сум ти рекол да не се мешаш во моите работи. Арно, Теодосе, за таа работа навистина твоја си е, ама за Томче, како Господ те молам, мајка сум. Пак не, ако сте ти и син ти за самар, јас не сум. И ако вам ви се јаде леп сокалот под ногти, мене ми се гнаси. Да не чујам повеќе, ручекот на време.
професор е нашата съученичка Анастасия Янковска, koja сега е во 9-то отделение. Сакам да ви кажам дека есен да ги собра своите златни коси. И знаете ли кој ќе ни дојде на гости? Прашувам кој? Ајде, Марија, кажи, не стропнеш. Ајде малку да ги вклучиме нашите мали мозочиња. Знаете ли Снешко од што се прави? Знам јас. Сакаш да кажеш дека зимата бела на гостини иде? Да, токму така. А што е толку посебно зимата? Да, посебна, јас многу ја сакам зимата. Јас ја сакам зимата, да сакам снегот и полињата бели. Да, токму така. Знаете не, декември и подарици ден. Да, така е, месечен декември е свето месец. Како мислиш светот? Свети Климент Охридски е наш светец. Светец е еден од учениците на Кирил и Методи. Ние сме горди што нашето училиште го носи неговото име. Сакаме да знаеме дали некое друго училиште и улица го носи неговото име. Јас знам, најголемата црква во Скопје се вика Свети Климент Охридски. Јас сакам да кажам, има уште празници во декември, нели? Да, раскошна зима, со хиляди бели на секаде снеговите. По декември и летома стојате леви. Токму така и подароци ни дели. Сите месеци и празници се убави, само братството, мир и слога да се дели, да бидеме сите весели, и здрави и живи, гордост на нашите родители мили.
цел свет која царува. Никому не се поклонува, книгата се подарува. Со книги се дружи. Книгите ги сакам, многу дома имам, често како подарок за роден ден примам. Јас сакам интернет, лап да служам, но најмногу сакам со книги да дружам. Со книгата патувам по светови разни, неспешни приказни, раскази и басни. Авторот пишува само половина од книгата, другата половина ја пишува читател, Джозеф Конрад. Оние кои не веруваат во магија, никогаш не ја пронаоѓаат. Ролд Дал. Нема поевтина забава и подолго задоволство од читањето, но ще да демонтак. Книгата е сон, да удржиш краца и не разгледам. Кога имаме домашна библиотека и се е покана добро. Обери си роман или разказ, поезија строфа по средна. И не се чека, милина, се бара тишина, и најнапред имам карта, и да не ми зовема пред моето братче. Ја замолих мама да е менен час да ги трнаме. Само. Листовите се свртуваат, хубави нешто се случуваат, како на лента на станите се менуваат. И во овие времена променливи книгите се незаменливи. Исти се одговорите и од моите и од професорите. Човекот станува мудар, нешто си откато со читање. Джордано Бруно. Читањето е најдобро учење. Пушти. Тогаш кога ти научите да читате, ти бидете слободно за секогаш. Фредерик Даглас. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Wir sind 8. Klasse. Wir singen und tanzen auf Deutsch. Das ist unser Lieblingslied und unsere Lehrerin ist Frau Anita Postovski. Добра вечер, драги дами и господа! Ние сме 8 отделение. Ние ги играме и пееме на германски јазик. Това е нашата умилена песна, а нашата наставничка е Анита Постоловска. Mein neues Lieblingslied. Jeder weiß schon, was passiert, wenn ich zusammen diesen Welt auf den Kopf stellen. Einfach rückwärts, ich spazieren, den letzten Slang, den du nie kennst. Wir fliegen los da oben, warten noch mehr. Wann bin ich jetzt und wer bin ich hier? Die Sterne verlieren und die Sterne berühren. Wann bin ich jetzt und wer bin ich hier? Oh, denn dein Herz schlägt wie mein Herz. Denn dein Herz schlägt wie mein neues Lieblingslied.
и пазено. А може се клади, животе мазия. Пасе имам стичи некой жудезя. Miraculous, potrebne, lady magique, lady chance. Miraculous, lady du bien, être unique en cas de chance. C'est mon chemin, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, je fais sans main. Je ne regarde éperdument. Amour, je sais causer. J'ai perdu les brouillards. Celle qui de plus mieux connaît le son de star. Miraculous, porte-bonheur, lady magique, lady chance. Miraculous, lady du cœur, être unique en cas de chance. Miraculous, porte-bonheur, lady magique, lady chance. Miraculous, lady du cœur, être unique en cas de chance. Dans la vie, je suis fragile, je pense souvent à mes victoires. Et je souris, même à la vie, en me jouant de nuit tout long. Amour, je sais causer, j'ai perdu mes pouliens. Celle qui n'est plus peut-être le son de star. Miraculous, porte-bonheur, lady magique, lady chance. Miraculous, lady du cœur, être unique en cas de chance. Miraculous, miraculous. Miraculous, lady du cœur, être unique en cas de chance. Danas Павлику, казвайки родине, ќе пътуваме с нашата прекрасна Македония, а ти ќе ни бидеш првиот водич. Нема гајле, каза. Сопирна вратар, како некој бег одверил до десно напред, се разбирал во својата корица. Сопирнал Ајури, Ангелија Рита, тргувајќи од Бруто, горе, и така блазниот, вадаше од секој ден на море. Јас. Що име на децата? Ајде ти, Аја, црна река. Лошината Пелагумија, река има е народна. За рибари многу згодина. Река како од казни, река полна риби разни. Риби разни, риби мазни. Стефан, брегалница, секој ден кон Маргарита, брегалница, Монолита. А во водите нежни, разен отпад, колку грозна слика. Реката си е навистина на мака и еден ден нека не ве чуди, ако си остане дома како некоја стара муза. Денесокот врешил класа, вдигнало поето твое. Шар планина, како некој джин, шарен, фин. Шара е планина за душа, секој разима штери снег за валето, а поло разпосови под нея. Да не знаеш што е тоа суша. Пели се растрели од тој во пейсаж од зелен, а во зима бел како да е господар на велико цел. Висок, постојан слобод, Моника Ела, пели се репланина оригинал цел. Лелео, веројатно знаете нешто за Преспанското езеро. Преспанско езеро, ширна вода се оттегнала наоколу на слобода. Топла, мека како душа, како сомот, на трапото езеро му е дома. Оплитско езеро, езеро мое, а плюс грецко, штета што секоја годишно време не е лепско. Смоларски водопад, како одиновски шал бел, од волница нежна мазна, како грива на еднорог, оно и од волшебна сказка. Кога водата прави невидени гоморски паради, ете ги пред
очите наши и смолавските водопади. Кожи пепелова. Не, супер скиtori. Видите само. От планински извори бистри. Целата планина е водена. И она најважното. Скицията рекокородена. Дојрашко езеро, мало, а риби брие. Ако способна форбаджиска борба, можеме целото езеро да го пригасиме за рибина чорба. Ова било само сон, а мугав сон. Баш да ги видам денес што ги пропеат за нашата Македонија. Ако не пропеат, јас ќе ги спасам со моето Здраво, Јаболче! Чао, компирче. Кажи ми, познаваш ли по-добро овошко од мене? Да, само да ме нема мене, сите гладни ке беа. Портокалче, ти го пропатува целиот свет. Кажи му на овој тврдоглав компир дека нема по-добро овошко од мене, нема и нема. Тој си вообразен, јас сум 3 пати подобар од обајцата. Дори една боја се вика портокалом, наречена е по мене, а не компирова или јаболкова. За мене си невоспитан обичен портокал. Зошто се карате? Ништо не ве разбирам. Не врескајте. Ова вообразено јаболчиште си се замислува дека е најдоброто овошје на светот. Утрото тоа, а не знае дека јас сум најдобрата, зашто сум првата храна на доенчињата и децата. Не е вистина. Првата храна на доенчињата е млекото, а потоа ленданото јаболко, така да знаеш. Забораваш дека јас и господинот Портокал дојдовме од далеку и подобро од тебе го знаеме светот на витамините. А што знаеш пак ти, компир еден, кога си поресал во темнина подземја? Ти, компир. Или ти, јаболко, кое од јаболкницата не си видело ништо друго и подалечно од оградата на соседниот овоштарник. Што вие ова бојно поле или што? Секој сака да биде најдобриот. Ете што е. Кажи, тетка Крушо, нели јас сум најдоброто овошје? Не ти, туку јас. Не ниту ти, туку јас, да знаеш. Ама се смеш. Ако е така, тогаш и јас би можела да се надпреварувам за најдобро овошје. Зашто се менека и джада како мед. Кога бисера ќе се враќа од училиште, ќе си подготви ужинка и први ќе си свари компирче. А не, прво доаѓа сокот од портокал, ќе испие сок и на крајот ќе се заслади со медено крувче. Добар апетит! Buongiorno signori, io sono Arlecchino, sono Lazzarone e a volte sciocchino. Allegro, svogliato, un poco monello, mi faccio un inchino, mi tolgo il cappello. C'è la musica di tarantella, pronto a ballare se già Procimena. Io vengo da Napoli dove prefetti servono al dente gustosi spaghetti. Ho il naso planato, il cappello a tricorno. Sono Gianduil il perdigiorno. Giacca marrone, il panciotto giallo, porto i colori di un bel pappagallo. Sono di colori, io sono Balanzone, grosso e imponente, gran dottorone. Io che mi credo dotto e sapiente, chiacchiero molto e non faccio mai niente. Sono siciliano, io sono Beppe Nappa, che le risate ogni volta vi strappa, con i saltelli, con Bali e con Lazzi, faccio felici ragazzi.
ragazze e ragazzi. Viva viva il carnevale! Con il pepe e con il sale, la tristezza manda via e ci porta l'allegria. Fischi, canti, suono e ballo. La vecchietta vuoi ballare e il nonnetto vuoi cantare. Ad un tratto vedo il babbo travestito da indiano. Chi si veste da arlecchino, chi da Zorro o da Menichino. Chi da gatto o da fatina, da pagliaccio o da soldato. Come bello carnevale fa scordare ogni male. Viva, viva il carnevale! Dobri slipato, vedo il blu, volerlo popolare, sento lo parco parat, gleda albo spomenico ti va a razgovarat. Nikot na ovoj partizan dedo, vo bronza i zranjeni, da čedo zadi na toj, vo borba za utra beli. Dedo, a zašto kon sonce to gleda, straža li bilo vodelo tipa, dobro mi da se reda. Glej, ko živ dan, da pozvoni saka, što mi pokažemo njegova taraka. Pa je sperena korona ulica, ljudi i koli, živa vravulica. Zeleni kruni vo drvore stojat, kuki su fasada do različna boja. Minućina prožetka, pod nebo kosino, prodavnica nova, a portajno kino. Razmena telica, veći vede spreja, a život u cuti od sjepoja streja. Slatkarnica da česta zadovciti i babiti, na balkoni se tivati dukat gulabiti. Mali streko zemljestvo vodomoć me ruče, učilišna zgrada, djeceta da učat. Na godara molte, počesto gledam, partizanu bronza, sakam da te vidim. Stoji do fontanata, na žugovi volata, njegova karaka, cijene svoboda. Понекогаш се прашувам дали животот на луѓето бил таков како што е сега, зошто постојат маки и страдања, што би било ако ги немаше нив, мислите колку би било убаво, кога сите луѓе се среќни. Вистина, колку би било убаво. Дали некош постоело време во кое сите луѓе биле среќни? Постојат митови во кои се раскажува токму за тоа. Имало период кога сите луѓе биле среќни. Можеш ли да ми разкажеш за тоа? Да, ќе ви раскажам како дошли сите маки и страдани. Но да знаете дека постои нешто што никогаш нема да ги напушти луѓето. Да, осечувањата на митовите си измислени. Да, но сепак си интересни. Врш на планината Олимп живеел Богој Зевс, кој владеел заедно со целиот свет, со своите ќерки и синови, божици и богови. Јас сум Зевс, цар на небото и земјата, живеам на планината Олимп и од тука гледам се што се случува на небото и земјата. Во моментов сум многу луд, затоа што некој ги го подари огнот на луѓето и тие сега се среќни. Кој го направи тоа? Прометеј! Оној млад титан ќе направам да зажари што не е во затвор со неговите браќа. А тие ништожни суштества луѓето ќе ги направам 10 пати понесреќни од колку што беа пред да го добијат огнот. Пепе, синко, од тебе ќе побарам од глина да направиш една девојка. Ги направам се што ќе посакате. Татко,
jaz na ova žena ki ji dam život, a potom sekaj od mojte kerki i sinovi ki ji dade po jedna barba. Јас сум Мартин, Божица на мудроста, на жената ќе дадам ум, ќе ја научам да ткае и да ги врши домашните работи. Јас сум Аполон, бог на музиката, ќе ја надарам девојката с убав глас. Јас сум Афродита, Божица на убавината, ќе ја дарувам девојката со сини очи, руса коса и нежно срце. Бидејќи оваа девојка од нас ги доби сите дарби, ќе ја наречеме Пандора. Хермес. Сега ти ќе одиш, ќе го најдеш Епиметеј и ќе му кажеш да ја земе Пандора за жена. Епиметеј, Зевс ја праќа Пандора за жена. Ќе ви оставам и оваа кутија, но внимавајте, не смеете да ја отворите. Што не има во кутијата? Поставијат кутијата, не смееме да ја отвориме. Ајде да прошетаме. Низ додена од четање. Сакам да ми кажеш што има во кутијата. Колку си чудна, како да ти кажам што има во кутијата кога ни самиот не знам. Отвори ја! Што зборуваш? Да ја отворам кутијата што ми ја довери Хермес? Никогаш нема да го сторам тоа. Дали да ја отворам кутијата? Дали да ја отворам кутијата? Ја отворам кутијата. Оф, ми испокаса, ми щипа, лоша Пандоро, зошто се отворила таа проклета кутија? Какви се овие проклети суштества што ми испокаса? Ха-ха, ова се сите маки и страдење што ги има на земјата. Ова е ваша казна затоа што Прометеј ви го даде огнот и ве направи среќни. Што може да биде тоа? Кој си ти? Кој си ти во таа проклета кутија? Јас не сум како тие лоши суштества. Дали да го отворам капакот и да видам што е тоа што зборува толку нежно? Прави што сакаш. Можеш да зборуваш полюбезно. Ајде, мила Пандора, отвори ја кутија. Земете ли ги излекувам раните? Те молам, кажи ми, кое си ти мило суштество? Јас се викам Надеж. Моја задача е да ги спасам луѓето од маките. За секогаш ќе останам со вас и никогаш нема да ве напуштам. Не отчајувајте, моето ветување е вистинско. Надежда никогаш нема да ве напушти. Надежда последна умира.